Иако првично најавен за петок, сабота и недела, портокаловиот метеоаларм поради екстремно високите температури останува вклучен и на стартот на оваа недела. Според најавата од Управата за хидрометеоролошки работи, територијата на целата држава и денеска е зафатена со високи температури од портокалова фаза. Министерството за здравство препорачува од работни обврски да бидат ослободени бремените жени и лицата над 60 годишна возраст, додека сите останати лица при појава на каков било здравствен проблем веднаш да се јават кај својот матичен лекар. На работодавците им се препорачува да го реорганизираат работното време во насока на избегнување активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, како и обезбедување одмор под сенка и доволно течности на секои 2 часа. Министерството за здравство препорачува да не се одржуваат спортски активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, а особено се препорачува на установите за згрижување на децата да не ги изнесуваат децата на отворено и да не практикуваат физичка активност во истиот период. За граѓаните од целата држава потсетуваме дека е потребно да ги почитуваат општите препораки за заштита од високите температури, како што се заштита од директна сончева изложеност, избегнување престој на отворено во периодот од 11 до 17 часот, носење светла и лесна облека, конзумирање лесна храна и течности и хигиенски начин на подготовка на храната. На хронично болните лица им се препорачува редовно земање на препишаната терапија, а при појава на каков било здравствен проблем да го контактираат својот матичен лекар. Поради повисоките температури кои се најавуваат за следните денови, напоменуваме дека е потребен повисок степен на внимание при подготовка и конзумирање на храната, се вели во препораките. Иако препораките од Министерството за здравство се децидни, сепак некои работодавци истите не ги почитуваат, па инспекторите за труд од областа безбедност и здравје при работа донеле 84 забрани на работодавачи кои не ги почитувале препораките да не се работи на отворено од 11 до 17 часот. Министерството за труд и социјална политика соопшти дека од 4 до 6 август 2017 на територијата на Република Македонија били извршени вкупно 207 инспекциски надзори кај работодавачи за почитување на препораките за топлотен бран. Им се препорачува адекватна вентилација и поможност климатизација во затворен работен простор, да не работат на отворено за време на најтоплиот период од денот, промени во организацијата на работниот процес, односно воведување двосменска работа, обезбедување за солништа, каде вработените можат да се разладуваат одреден период во текот на работата, почести паузи во текот на работата и конзумирање течности, работната облека да биде од лесна порозна ткаенина, а при работа на отворен простор да се носат очила и капи, како и предупредување за зголемени опасности од несреќа при работа, велат од Министерството за труд и социјална политика.